Првото гостување во текот на денешната емисија на тема најчестито оштетување на ретината и зошто тие настануваат. Гостин во Македонија наутро е доктор Боман Сотировски, специјалист офталмолог. Ке му посакаме добро утро. Добро утро. Добро утро. И добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов. Нека биде најавата за разговорот и првото прашање, докторе, кои се најчестите оштетувања на ретината и зошто тие настануваат? Најчестите заболувања на ретината се диабетичната ретинопатија и сенилната макуларна дегенерација, кои што се јавуваат кај пациенти со диабетес, потоа пациенти со хипертензија, односно покачен крвен притисок, хиперлипидемија, покачени маснотии во крвта, кај пациенти со срцеви заболувања, потоа пациенти кои пушат и особено значајно кај настанувањето на сенилната макуларна дегенерација е оној наследен, односно генетски фактор кој што игра голема улога во нејзиното настанување. Влијаат ли на нашиот комфор, начин на живот? Болестите на задниот сегмент, односно болестите на ретината, влијаат во голема мера на нашиот комфор на живот. Тие ги отежнуваат секојдневните активности како што се читањето, препознавањето лица, предмети, бои, потоа возењето и така натаму. Пациентите кои што имаат сериозни оштетувања на ретината се зависни од околината, односно од најблиските, бидејќи не можат самостојно да ги извршуваат секојдневните активности и секојдневните потреби. Сега ја споменавте во текот на одговорот на првото прашање, што е тоа диабетична ретинопатија? Диабетичната ретинопатија представува болест на ретината која што се јавува како компликација кај пациентите со диабетес. Таа спаѓа во групата на микроангиопатии, заедно со диабетичната нефропатија и диабетичната невропатија. Кои се симптомите? Како се манифестира? Кај пациентите со диабетична ретинопатија во почетокот, односно во најраните фази, можно е да нема никакви симптоми, меѓутоа пациентите најчесто се жалат на појава на црни точки и црни дамки во видното поле и доколку е зафатен центарот за јасен вид, можно е да дојде и до нагло намалување на видот. Сега, може ли со медикаменти успешно да се третира диабетичната ретинопатија? Да, може. Пациентите со диабетична ретинопатија може да се третираат со анти-ВГФ третман, што опфаќа апликација на интраокуларни инјекции и дополнителна лазер фотокоагулација. Добро, на кој начин се аплицираат лековите и дали има некаква поврзаност тоа во која фаза се детектира? Значи, начинот на апликација на анти-ВГФ третманот е преку инјекции кои што се даваат внатре во окото. Овие инјекции ги даваме во операциона сала, значи во стерилни услови, со локална анестезија во форма на капки. Самата апликација на лековите е безболна, доста кратко трае, односно да речеме 30 на секунди и потоа после краток период пациентите можат слободно да одат дома. Кога е најдобро да се почне со овој третман? Анти-ВГФ третманот го даваме кај пациенти кај кои што постои оток во центарот за јасен вид, односно диабетичен макуларен едем или пак доколку постои почет на неоваскуларизација, што викаме, односно формирање на нови абнормални крвни садови кои што се со тенки ѕидови и лесно пукаат. Поради тоа е доста битно кај пациентите со диабетес да се извршува офталмолошки преглед барем еднаш годишно и тој преглед да опфаќа преглед со ширење на зеници, затоа што така можеме да добиеме детален увид во состојбата на ретината и доколку има почетни промени, навремено да ги третираме. Зошто е важно рано да се открие и да се третира диабетичната ретинопатија? Диабетичната ретинопатија е важно да се детектира во раните фази, затоа што во раните фази, бидејќи доколку постои оток во центарот за јасен вид, односно диабетичен макуларен едем или пак почне до формирање на нови крвни садови, можеме да ги третираме со таа анти-ВГФ терапија со цел да се спречи
како што кажа, формирањето на овие крвни садови и со тоа да се зачува и подобри видот. Повледа? Сакав да поставам прашање. Има ли некаква поврзаност и старосната граница? Кои пациенти се најизложени? Кај кои пациенти препорачувате ваков третман? Кај кои претходно, или во зависност од тоа колку е расширена, па веројатно и советувате за третманот кај кои започнувате првото со лекарства, па потоа со инекции. Како оди цела процедура? Се препорачува кај сите пациенти, особено кај пациентите со ново диагностициран диабетес, веднаш да извршат офталмолошки преглед, како што напоменав, со ширење на зениците, затоа што на тој начин можеме најрано да ги детектираме уште и почетните промени на диабетичната ретинопатија. Кај сенилната макуларна дегенерација, пациентите се од повозрасна група, меѓутоа секако и кај нив се препорачува барем еднаш годишно да се извршува офталмолошки преглед, како што кажат, со ширење на зениците, затоа што така можеме најдобро да добиеме детален увид во самата состојба на задниот сегмент на окото. Кога сте веќе тука, докторе, и ја исцрпивме оваа тема, да ви искористиме зошто ни се мати нам, ние кои што ги користиме овие уреди постојано и константно, може ли да се спасиме од ова? Треба да се провери, да се направи офталмолошки преглед, да се провери дали пациентите имаат диоптрија и секако, значи, како што се наближува до некаде до 45-та година, кај секого се јавува таа потреба од диоптрија за близина, така што сепак тоа представува еден физиолошки процес на самото око. Јована ќе каже, со возраста доаѓа тоа. Веројатно не, веројатно веќе работите се променити. Тоа сакав да го изнудам тоа прашање од вас кога ве прашав за старосната граница кои се најмногу изложени, веќе работите и се промените, вие го забележувате веројатно тоа по пациентите, можеби и уредите, можеби и начинот на живот ги промени нештата, но сепак предпоставам дека и првачиња веќе носат кај вас со некои проблеми со видот посериозни, кои што не било случај претходно. Да, секако денешните препораки се кај сите дечиња да се направи офталмолошки преглед најрано на 3-та година, за да се провери дали... Веќе сега и падна границата, ако беше во прво делење, сега веќе препорачувате и на 3 години. Да, најрано на 3 години да се направи еден офталмолошки преглед, се со цел да се види дали дечињата имаат потреба од диоптрија и доколку имаат навремено да се реагира, за да не се предизвика понатака можеби настанување на амблиопија, односно слабост на слабовидност или народски што викаат мрзливо око. Неколку пати кажувате и сите, чинам дека офталмолози, во прва линија го кажуваат тоа навреме. Што значи доколку навреме се диагностицира диоптрија кај дете дури и на 3 годишна возраст? Значи дека таа ќе се стопира или дека има начин да се поправи? Што значи тоа? Може да се поправи самото од себе со очила или само се стопира до таму до каде што веќе е нарушена? Најпрво е потребно првично да се одреди диоптрија, па потоа во зависност од самата диоптрија можно е таа да се намалува како што децата растат или пак да се зголемува. Меѓутоа, најбитно е доколку постои диоптрија да се одреди правилната диоптрија за самите деца, за да сега до 7-та година како што се развива центарот за вид, за да се постигне максимален вид и на двете очи. Докторе, благодариме за советите, благодариме за гостувањето. Рано наутро го започнавте денот со нас, се надевам ќе биде продуктивен. Да, како стигнавте до македонската телевизија? Дали имаше метеж во сообраќајот или не? Малку и порано пристигнав, така што немаше гужва. Ви благодарам на поканата и голем поздрав до гледачите на македонската телевизија. Поздрав и до вас, се надеваме дека повторно ќе ве видиме со друга тема, секако секогаш здравието е топ тема за сите нас, нели? Благодариме уште еднаш